Добро вечер во третиот дневник, а во него издвоивме. Проектот на Министерството за труд и социјална политика на секое дете му е потребно семејство дава резултати. Позитивен пример е семејството Величковски од Куманово. Премиерот Груевски оствари политички и билатерални средби со компании во рамки на самитот во Кина. Прекин на воените контакти со Турција, руските бомбардери ќе ги следат ловци. Куманово загуби во Финска од КТ по баскет со 88-82 во рамки на ФИБА Еврокупот. За повеќе информации бидете со нас и по рекламите, започнуваме во 20 часот. Добро вечер, тредневник на К3. Поради најавените обилни врнежи од дожд, координативното тело за управување со кризи упати препораки до општините, градоначалниците, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, ЕВН, Армијата на Република Македонија и до Министерството за внатрешни работи, да ги стават на готовност сите расположиви ресурси и навреме да бидат подготвени за справување. Поради најавените обилни врнежи од дожд, координативното тело за управување со кризи денеска упати препораки до општините, градоначалниците, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, компанијата ЕВН, Армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, соопшти Министерството за транспорт и врски. Во препораките координативното тело укажува градоначалниците да ги стават на готовност сите расположливи ресурси и да ги мобилизираат кризните штабови и во нив да вклучуваат представници од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и МВР. Се препорачува и градоначалниците кои имаат потреба од дополнителна помош од технички ресурси да се обратат во Дирекцијата за заштита и спасување и да ги информираат местните заедници за најавените дестабилизации на временските услови. Во препораките е наведено постојано да се следи водостојот на реките, да се следи нивото на акумулациите, единиците на локалните самоуправи да интервенираат на мостови каде има опасност од задржување големи наноси на дојдени реки. Сите граѓани кои сметаат дека се загрозени да се обратат на бесплатниот број 195 на Центарот за управување со кризи. На возачите им се препорачува навреме да се информираат за состојбата на патните правци од страна на АМСМ и да се апелира до местното население да помагаат и да се активираат. Од Министерството за транспорт и врски истакнува дека надлежните институции се во постојана координација и комуникација со цел навремено да се превземат превентивни мерки за избегнување евентуални несакани последици. Во наредните денови, според управата на хидрометеоролошките работи под влијание на серија влажни бранови од Медитеранот се очекува врнежи на дожд и над 40 литри на метар квадратен. Пообилни врнежи се очекува во северозападниот дел на земјата, а на повисоките планини и повремен снег. Подрачната единица на Дирекцијата за заштита и спасување од Крива Паланка беше домакин на регионален семинар за процена на опасности од природни непогоди, кој се организира во соработка со Данската агенција за процена на загрозеност од ризици ДЕМА. Дирекцијата за заштита и спасување од 2010 година соработува со Данската агенција за процена на загрозеност од ризици ДЕМА, со која редовно организираат семинари во Македонија, а последниот се одржа во Гиновце во организација на подрачната единица на ДЗС Крива Паланка. Координаторот на Дирекцијата за заштита и спасување од Крива Паланка, Зоки Павловски, потенцира дека ваквите семинари се одлична можност да се разменат искуства и да се восприемат нови практики за процена од загрозеност од ризици и појава на природни непогоди. На семинарот се работи за процена на загрозеност од ризици и други опасности, на кој начин работат во Кралството Данска и на кој начин ние работиме, со што направивме размена на искуства, со што би дошле до подобра организација за процена на загрозеноста од природните непогоди и другите опасности во Република Македонија, врз основа на таа процена да можеме да ги направиме и плановите за заштита и спасување што можно подобро и да може во иднина да немаме големи проблеми со природните непогоди. Вакви семинари се организираат најчесто 2 пати во годината, а со стекнатите знаења, покрај подобра организација на активностите на ДЗС, се учи како до полесно справување со истите, за да во најтешките случаи не дојде, како што рече Павловски, до полоши последици и цивилни жртви.
Презентацијата за поставеност и функционирање на Данската агенција за процена од загрозеност на ризици ги изврши професор Шефит Мухич. Присутен беше и директорот на дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију, а на семинарот учествуваа и представници од сите релевантни институции од општините Ранковце и Крива Паланка. Општина Ранковци, Крива Паланка присутни беа сите релевантни субјекти, значи тука се работи за субјектите од локална самоуправа, како што е урбанизам, лицето за процена на загрозеност, исто така Македонија, ПАТ, Македонски шуми, брза помош, значи сите субјекти. ДЕМА е Данска национална агенција за процена на загрозеност од ризици со долгогодишна меѓународна соработка во различни форуми, кооперации со меѓународни организации и тела, како што се Обединетите нации, Европската унија, НАТО, нордиските земји и членките на Балтичкото море. На семинарот над 30 на лица од локалните институции од Крива Паланка и Ранковце се стекнаа сознаење и вештини од областа на процена за загрозеност од ризици од природни непогоди, а од подрачната единица на дирекцијата за заштита и спасување Крива Паланка семинарот го оценија како успешен и продуктивен. Министерството за труд и социјална политика однеодамна започна со спроведување на проектот На секое дете му е потребно семејство. Преку овој проект се води грижа за децата од социјален ризик, за да им се овозможат нормални услови за живење. Семејството Величковски од населбата Карпош досега има згрижено околу 10 деца на различна возраст, а во овој момент кај себе имаат 4 дечиња. Министерството за труд и социјална политика однеодамна започна со спроведување на проектот На секое дете му е потребно семејство. Преку овој проект се води грижа за децата од социјален ризик, за да им се овозможат нормални услови за живење. Целта на овој проект е да се зголеми бројот на згрижувачки семејства. Правото на сместување во згрижувачко семејство се обезбедува на дете без родители, дете без родителска грижа, дете со воспитно-социјални проблеми и дете жртва на семејно насилство, малолетен сторител на кривично дело или прекршок и лица се умерени или тешки пречки во менталниот развој. Во овој момент во Куманово има 7 згрижувачки семејства, а се згрижени околу 13 деца. Семејството Величковски од населба Карпош досега има згрижено околу 10 деца на различна возраст, а во овој момент кај себе имаат 4 дечиња. Тие се згрижувачи на деца повеќе од 5 години. Како семејство без дечиња, ние одлучивме да, пошто оваа форма ни одговара, да згрижиме дечиња, бидејќи да усвоиме дечиња, таа старосна граница беше веќе пројдена. И затоа се одлучивме на оваа форма да згрижиме дечиња. Почнавме прво со 2, па потоа се проширивме. За мене е тоа многу голема радост, да одведеш дете во училиште, да пречешкаш како сите други родители, баби, еве ние сме на возраст кога сме веќе како баби, да одведеш да пречекаш. За мене тоа е многу голема радост. Тие мене исполнуваат. Јас сум многу воодушевена со нив. Со нив секој ден работам, учам, готвам. Значи, секогаш со нив. Овие дечиња се кај мене, јас ги чувам, но многу луѓе, многу познати другари, пријатели ги сакаат, ги почитуваат, нема да пројдат некаде некој да не им купи нешто, да не им даде, да не им подари, да не ги гушне и секој прашува каде е баба ви. Значи, овие деца се многу почитувани и во училиште, и кај нас дома, и од многу луѓе, сите ги сакаат. Тие ме прифатија многу добро. Ме сакаат, ме почитуваат, за нивното образование многу допринесе и училиштето, бидејќи јас ги учам и ги воспитувам, но тие многу помогна на некој друг план. Педагошката еми од училиште, директорот, значи тие се нон-стоп со ним, таму им помагаат. Овие дечиња малку потешко се вклопуваат во училиштето, бидејќи немаат некои основи за многу некои работи, како например дечиња што се биле во некои подруги средини, во некои добри семејства. Значи, овие дечиња многу вложуваат и труд и мака да го постигнат оној резултат што треба да го постигнат. Згрижувач може да биде секој што сака да им помогне на децата кои се наоѓаат во тешки услови и поминуваат лоши моменти. Секој кој сака да даде љубов, нега, грижа и внимание. За да се биде згрижувач треба да бидат исполнети законски критериуми во однос на возраста, образованието, здравствена состојба, материјални и стамбени услови, како и морални подобности. Пред да се стане згрижувач се поминува обука во Центарот за социјални работи, се добива стручна помош
и поддршка од стручниот тим на центарот, а се добива и право на паричен надоместок за згрижувач. Од Центарот за социјални работи апелираат до граѓаните кои мислат дека имаат можности и услови да пристапат кон згрижување на овие деца. Во Република Македонија оваа форма на заштита се применува традиционално повеќе од 30 години. По моментов има 180 згрижувачки семејства кои што згрижуваат точно 288 деца без родителска грижа, од кои 80 се деца со пречки во развојот, а сите останати се деца без родители и родителска грижа. Во рамките на проектот на Министерството за локална самоуправа и иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво, кој се спроведува во соработка со UNDP, денеска во организација на Бизнис центарот од Куманово се одржа прв информативен настан за алтернативни начини на финансирање на мали и средни предпријатија. Како полесно да дојдат до пари микро, малите и средните предпријатија во услови на недостаток на прилив на средства од класични начини на кредитирање и целта на денешниот прв настан кој го организираше Бизнис центарот од Куманово, кој работи во рамките на североисточниот плански регион. Повеќе институции ги презентираа своите финансиски продукти кои им стојат на располагање на малите предпријатија. Денес го организираме нашиот прв информативен настан на тема алтернативни извори на финансирање на мали и средни предпријатија, каде што Македонска мака за поддршка на развојот, Фонд за иновации, технолошки развој и EOS Matrix од Скопје ги представија нивните финансиски продукти кои се од интерес за развој на бизнис заедницата во регионот. Со оглед на тоа што нашиот регион не е баш на задоволително ниво во развојот, се надеваме дека преку ваквите интерактивни информативни средби ќе овозможиме подобар економски развој. Од Македонската банка за поддршка на развојот информираа дека во последно време се повеќе актуелни се оние форми кои се замена на класичниот начин на финансирање, како што се факторингот и кредитното осигурување. Ваквите линии на краткорочен план ја враќаат во финансиска ликвидност компанијата. Значи, тука се актуелни кредитни линии преку Европска инвестициона банка и други кредитни линии. Исто така имаме кредитни линии кои што одат од наши собствени средства, значи кои што не одат преку доловните банки. Генерално се јавуваат за секаков профил на трговски предпријатија, мали и средни компании, со ги протежираме повеќе извозно ориентирани компании. Наплатата на побарувањата од предсудски постапки заштедува пари на компаниите, со што крајно тие остваруваат позитивно финансиско салдо. Конкретно ние се занимаваме со наплата на побарувања, значи во таа конотација најчесто со нив соработуваме за одржување на целокупното портфолио кое што го имаат. Тоа би значило значи наплата на побарувања предсудска и судска наплата на побарувањата, кое што долгорочно или влијае позитивно на нивната добивка, односно на намалување на загубата на компаниите. 4 инструменти им стојат на располагање на малите и средните предпријатија преку Фондот за иновации и технолошки развој. Најголем процент од планираниот буџет го покрива фондот, а помалиот дел самата компанија. Сите услови и намената на инструментите се достапни на нашата веб страна. Првиот инструмент, да речеме, конкретно за ново основани микро, мали и средни предпријатија, не постари од 6 години. И тука потикнуваме иновативност помеѓу ново основаните компании, помеѓу младите предприемачи. Меѓутоа и посебно ја потикнуваме важноста од соработката помеѓу бизнис секторот и научно-истражувачките институции, односно високообразовните институции. Овие настани се организираат со цел подобрување на конкурентноста на предпријатијата во регионот преку поддршка на малите и средните предпријатија, а со тоа и на самиот регион. Вчера вечер во малата сала при Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше одржана трибина на тема постапките на Александар Македонски, на која свој обраќање имаше професор доктор Виктор Лилчич Адамс. Трибината е во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово. Во организација на Комисијата за култура при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово, во малата сала при Домот на култура беше реализирана трибина на тема Постапките на Александар Македонски. Пред присутните говореше професор доктор Виктор Лилич Адамс, директор на Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија. Тој пред присутните го представи обидот за реконструкција на трасата низ која минал големиот македонски цар пред да тргне во азиската кампања. Јас пред кумановци, пред членовите, да речеме, и пријателите на археологијата и на културата, би рекол и на цивилизацијата, пред се античка македонска, но и сите други, да речеме, култури, ќе го представам
обидот за реконструкцијата на патот по кој Александар Македонски се движел низ територијата на Република Македонија. Тоа е еден голем момент, би рекол, не само за нас, за Македонија, не само од историски, да речеме, историско-географски аспект, туку и од културолошки аспект, бидејќи ние ќе можеме во иднина да ја реконструираме оваа траса, можеби и онака де факто, односно конкретно, физички овие локалитети да донесеме, да речеме, јас се надам, реки туристи кои што ќе дојдат да го видат овој пат што го поминал Александар Македонски низ нашата Република Македонија, значи пред да ги освои центрите на тогашниот цивилизиран свет. Враќајќи се од поход, Александар Македонски минал и низ Кумановскиот регион, порача Лилиќ Адамс, со надеж дека во иднина овој пат и физички ќе биде обележен, што ќе биде вистинска туристичка атракција. Постојат неколку локалитети, пред се ја би рекол еден локалитет на реката Пчиња, денеска ќе го видите, кој што е бил високо цивилизиран, од кој што каде што живееле античките агријани, на кој владеел кралот Лангар, кој што бил близок пријател и на Филип II и на Александар Македонски, нели тој дури му помогнал во еден момент, да речеме во таа кампања, така да сега не можам ја да кажам тука. Постои една идеја дека, например, човекот, дека кралот Лангар владеел токму од Пчиња, од ова место, но сега тоа е рано да се каже, треба да го истражуваме овој локалитет. Ваквите трибини се добре дојдени за подетелно запознавање на сопствената историја со сите нејзини маркантни моменти и личности, а во таа насока и привлекување на туристи заинтересирани да се запознаат со културно-историското наследство на земјава, сметаат одговорните. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска на маргините на самитот на земјите од Централна и Источна Европа и Народна Република Кина, што се одржува во кинескиот град Суџоу, оствари поголем број на билатерални средби и разговори со политичките представници на другите присутни држави, како и средби со представници на компании кои имаат потенцијал за инвестиции во нашата земја. Груевски оствари средба со председателот на владата на Република Естонија, Тави Роивас, на која двајцата премиери ги поздравија меѓусебните пријателски односи кои се карактеризираат со стабилност, меѓусебно почитување и заемна поддршка. Премиерот по средбата изјави дека Република Естонија е земја пријател кој ги поддржува стратешките интереси поврзани со европските и евроатланските интеграции на нашата земја и е земја која е подготвена да дава поддршка во сферите каде што тоа може да го направи. На средбата беше разговарано и за проблемот со мигрантската криза, тековните предизвици со кои што се соочуваат нашата земја и државите од Европа во врска со ова прашање и можните решенија за надминување на предизвиците. Самитот на државите од Централна, Источна Европа и Народна Република Кина представува значајна можност за остварување на контакти и средби со шефовите на влади и делегациите на 16 европски држави присутни на самитот. Освен настапот на самитот, премиерот Груевски оствари и средби, разговори и неформални контакти со повеќето шефови на влади присутни на сајмот, меѓу кои со премиерот на Република Словенија Миро Церар, премиерот на Чешката република Богуслав Соботка, председателот на Република Полска Анџеј Дуда, премиерот на Република Србија Александар Вучич, премиерот на Република Бугарија Бојко Борисов, премиерот на Република Црна Гора Мило Џукановиќ, премиерот на Република Албанија Еди Рама и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздич. Председателот Ѓорги Иванов присуствува на вонредниот самит на лидери на процесот Брдо Бриони кој се одржува во Загреб, на кој клучни теми се глобалните безбедносни предизвици, мирот и безбедноста во регионот и проширувањето на Европската унија и НАТО. Земјите од регионот треба неодлучно да ја максимизираат соработката во сферата на безбедноста, рече Иванов на вонредниот самит на лидерите на процесот Брдо Бриони, што се одржа во Загреб, посочувајќи дека за тоа е неопходна и поддршката од сојузниците и партнерите, а особено од Соединетите Американски држави. Иванов нагласи дека изворот на сите проблеми во регионот е ист, а Балканот додаде се уште не е целосно интегриран во Европската унија и во НАТО. Поодамна предупредуваме дека третирањето на интеграцијата како техничко, а не како суштинско прашање го прави целиот регион, а со самото тоа и Европа помалку отпорна на заканите. Неопходно е Европската унија и НАТО да ги сменат политиките кон Македонија и да ги тргнат блокадите, потенцира Иванов во својот говор. Во заклучоците на самитот е истакнато дека е неопходен редовен диалог на оперативно ниво меѓу САД, Европската
унија и земјите од југоисточна Европа со цел да се спротивставиме на глобалните безбедносни сакани. Во заклучоците од самитот се посочува дека на отворените билатерални и регионални прашања треба да им се пристапи конструктивно и во согласно со меѓународното право и принципи. Учесниците на самитот искажаа згрозеност од бруталноста на терористичкиот напад во Париз и од терористичките напади во Анкара, Синај, Бејрут и Бамако и повикаа на ефективни и ефикасни глобални решенија за борба за разрешување на корените на радикализмот, насилниот екстремизам и тероризмот. Затоа е неопходна широка меѓународна соработка и подобро координирање и размена на информации меѓу безбедносните агенции, порачуваат учесниците. Кинеските компании се заинтересирани за зголемување на инвестициите во Централна и Источна Европа, а со тоа ќе се отворат нови можности за македонските фирми, оценуваат стопанствениците од Македонија, кои учествуваат на 5-тиот трговско-економски форум, кој се одржува во кинескиот град Суџоу. Кинеските компании се заинтересирани за зголемување на инвестициите во Централна и Источна Европа, а со тоа ќе се отворат нови можности за македонските фирми, оценуваат стопанствениците од Македонија кои учествуваа на 5-тиот трговско-економски форум кој се одржа во кинескиот град Суџоу. Македонските компании организирани од Сојузот на стопански комори се дел од 1000 присутни фирми од Европа и од Кина на форумот. Воспоставени се добри контакти со форумот, од кои следната година треба да произлезе конкретна соработка, вели Даниела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори. Економско-трговскиот форум, посочува Арсовска, е добра можност за размена на знаење и пренесување позитивно искуство поврзано со практицирање бизнис како и можност за отварање нови перспективи и инвестициски потенцијали за македонските компании. Многу значајно потенцира е што тука се присутни 1000 компании не само од Кина, туку од Централна и Источна Европа, кои што меѓу себе креираат можности за воспоставување на соработка од област на инфраструктурата, градежништвото, IT секторот и туризмот. Се надевам дека македонските компании ќе ги искористат конекциите кои што ги воспоставуваме за време на форумот и дека секако ќе произлезат конкретни проекти, особено во оној дел каде што македонските компании ќе ги пласираат своите производи на кинескиот пазар и исто така од трансфер на знаење, размена на искуства и се она што е потребно за подобрување на соработката со Кина, изјави Арсовска. Трговско-економскиот форум се одржува паралелно со отварање на самитот на шефови на влади на државите од Централна и Источна Европа во Суџоу, меѓу кои е и македонскиот премиер Никола Груевски. Прекин на сите воени контакти со Турција. Руските бомбардери ќе ги следат ловци. Завршена заложничката криза во Франција нема никаква врска со тероризам. Европската централна банка ја пушти денеска во оптек новата банкнота од 20 евра. Свето денеска. Руските бомбардери кои ќе ги изведуваат антитерористичките операции во Сирија во иднина ќе ги следат ловци, најави началникот на генералштабот Сергеј Руцкој. Генерал Руцкој истакна дека Руското министерство за одбрана презело дополнителни мерки за безбедност по инцидентот со уривањето на рускиот авион. Првата мерка е дека руските бомбардери за време на операцијата ќе ги следат руски ловци. Втората се однесува на унапредување на противракетната одбрана, поради што рускиот крстосувач Москва тргнал кон крајбрежното подрачје Латакија во Сирија, третата е прекин на сите воени контакти со Турција. Авионот Су-24 веројатно е соборен со проектил со кус домет со инфрацрвен радар. Уредите за надгледување не регистрирале каков било обид на турскиот авион да воспостави радио или визуелен контакт со нашиот екипаж, рече Руцкој, додавајќи дека според податоците на уредите за надгледување на рускиот авион не ја преминал границата со Турција. Турската постапка представува кршење на меѓународното право кое за себе повлекува сериозни последици и представува директно кршење на меморандумот за спречување инциденти во Сирија, подпишан од САД и применлив на сите држави членки на коалицијата, која американците ја предводуваат, вклучувајќи ја и Турција. Руцкој рече дека еден руски пилот е убиен од земја, додека со падобранот се спуштало откако Турција го соборија авионот. Тој ништо не наведе за судбината на вториот пилот од соборениот авион, но истакна дека уште еден војник загинал за време на акцијата за спасување која продолжува.
Заврши заложничката криза на северот од Франција, која немаше никаква врска со терористичките напади во Париз и сите тројца заложници се на безбедно, јавија светските агенции. Државниот обвинител од Лил, Фредерик Февер, изјави дека во инцидентот во градот Рубе на самата граница со Белгија еден грабнувач е убиен, а еден е фатен, а останатите се во бегство и по нив е организирана потрага. Првичниот план на криминалците бил да го грабнат директорот на локалната филијала на една банка и да го присилат да им го отвори сефот. Напаѓачите меѓутоа биле изненадени од полицијата и притоа дошло до размена на оган. Директорот на банката успел да побегне, па криминалците влегле во неговата куќа и за заложници ги зеле неговата сопруга, ќерка и 11-годишно дете. По неколку часа полицијата упаднала во куќата, ги ослободила заложниците, убила еден од напаѓачите, а вториот го апсила во задниот двор од имотот. Останатите членови на групата побегнале, изјави Февер, кој не можел да прецизира колкав е нивниот број. Од 13 ноември по нападите во Париз, во кои погина 130 лица, во цела Франција е воведено високо ниво на подготвеност од терористички напади, така што настаните како овој во Рубе добиваат поголемо значење од обично. Европската централна банка ја пушти во оптек новата банкнота од 20 евра. Вчера банкнотата беше представена на пресконференција во централата на финансиската институција во Франкфурт, каде што членот на управниот совет Ив Мерш го објави пуштањето во оптек од 25 ноември. Банкнотата е од серијата Европа, содржи подобрени заштитни символи во споредба со сегашната, наведе банката во комуникето. Вице-шампионот од домашното кошаркарско првенство Куманово загуби со 88-82 во надпреварот против КТП Баскет во петото коло од ФИБА Еврокупот. Македонскиот кошаркарски вице-шампион, иако важеше за мал фаворит против финскиот КТП, беше поразен со 88-82 во надпреварот петтото коло во групата Ј од ФИБА Еврокупот. Кумановци уште на стартот не можеа да го следат чекорот на домакинот, кој првата четвртина ја доби со 30-24. Предноста беше зголемена по финишот на првиот дел, каде што КТП замина со плюс 10, 55-45. Шанса даде третиот период, кој му припадна на Куманово и ја намали предноста на само 4 поени. Како и да е, последниот период повторно му припадна на финскиот репрезент, кој што успеа да победи со 88-82. Недоволни беа 23 поени на Александар Костовски, со овој учинок беше наефикасен на надпреварот. Од 5 одиграни кола, Куманово го зазема третото место во групата Ј со 6 бодови, со ефект од 4 порази и победа. Наредната активност нашиот тим во ова надпреварување ќе има на 2 декември на домашен терен, ке се соочи со реномираната Роса Радом. Кумановските велосипедисти остваруваат извонредни резултати на домашните надпреварувања. Клубот е прворангиран на клубската листа на Македонија, а неговите членови се државни прваци во повеќе категории. Врвни резултати постигнуваат кумановските велосипедисти. Членови на клубот Велоем. Денис Колевски во категорија јуниори е победник на ранг листата, државен првак во друмско возење и државен првак во планински велосипедизам. Зоран Ристовски од категоријата Мастер е државен првак на Македонија и победник на ранг листата. Членот на клубот Стефан Петровски од елит класата е победник на ранг листата на Македонија, државен првак во друмски и планински велосипедизам и е 218 на светската ранг листа. Андре Петровски учествуваше на светското првенство во Ричмонд Сад. Се надеваме дека и следнава 2016 година ќе бидеме поуспешни и главното ќе го оставам за крај. Ние се бориме со нашиот резултат што го имаме досега остварено, сме близко до нормата за Олимписките игри во Рио 2016 со Стефан Петровски, со Андре Петровски и се надеваме дека еден од нив ќе успее да се избори, да се најде на Олимписките игри во Рио 2016 година. Индивидуалниот спорт треба да продолжи да се финансира со повеќе средства, нагласи Дамјановски. Ваквите резултати го потикнуваат да размислува наредната година да одвои повеќе средства за индивидуалниот спорт. Спортот ќе биде една од главните наши определби во оној дел каде треба да дадеме и една друга форма на локалната самоуправа во однос на подршка на овие спортови. Надочекувано се остварените резултати, рече Петрушевски. Се надевам дека ќе продолжи таа соработка и наредната година. Резултатите се многу поголеми од она што сите ние и очекувавме ова година, меѓутоа
во разговор со председателот и како што слушнавте вие ги надминуваат сите граници на очекуваното и мислам дека сите овие резултати ќе бидат потик за сите млади спортисти во општина Куманово и во општина Куманово да ги достигнат овие резултати. Двајца надпреварувачи од велосипедскиот клуб Велоем се потенцијални кандидати за учество на Олимписките игри за наредната 2016 година. Во рамки на петтото коло од фудбалската лига на шампиони вчера вечер се одигра повеќе надпреварија. Во дербито на вечерта Барселона славеше над Рома со убедливи 6-1. Ова се вестите од меѓународната спортска сцена. На средбата одиграна на Камп Nou, Барселона својата доминација ја најави по само 18 минути игра кога веќе имаше предност од 2-0. Луис Суарес и Лионел Меси постигнаа по 2 гола, а во листата на стрелци се запишаа Жерар Пике и Адриано. Двата тима не успеа да реализираат и најстрога казна. Ударите од белата точка на Неймар кај Барселона и Джеко кај Рома, голманите Шчесни и Терштенген ги одбранија, но сепак босанскиот репрезентативец успеа со гол во последната минута да го блажи поразот на Рома на 6-1. Со овој триумф Барселона го обезбеди својот пласман во осмина финалната рунда. Пласман осигура и Бајерн Мюнхен како и Зенит, кој со вчерашната победа над Валенсија единствениот тим со максимален број на победи. Резултатите по одиграните надпревари од петото коло во Лигата на шампиони се следниве. Во Е групата Бате Борисов Бајер Леверкузен одиграа 1-1, а Барселона беше подобар од Рома со 6-1. Во Ф групата Арсенал беше подобар од Динамо Загреб со 3-0, а Бајерн Мюнхен славеше над Олимпијакос со 4-0. Во Г групата Порто Динамо Киев одиграа 0-2, а Макаби Тел Авив Челси 0-4. Во Ех групата Зенит Валенсија 2-0 и Олимпик Лион Гент 1-2. Вечерва се играат надпреварите од другите 4 групи. Актуелниот шампион на НБА, екипата на Голден Стейт, го оствари најдобриот старт на првенството, победувајќи на сите 16 меча од почетокот на лигата, што е историски резултат во ова надпреварување. Војните утринава го декласираа Лос Анџелес Лейкерс со 111-77, останувајќи непоразени по 16 кола од новата сезона од НБА. Стефан Кари повторно беше одличен со учинок од 24 поени, 9 асистенции и 4 скока. Запрашан дали некогаш неговата екипа ќе загуби, тој на шега одговори: "Не верувам." Потоа Кари продолжи во посериозен стил да разговара со новинарите. Ова е посебно достигнување бидејќи ниту еден тим претходно не успел да го постигне. Секако дека нема да можеме да ја задржиме доминацијата на сите 82 средби во сезоната, додаде Кари. Тибодо Алеш, адвокатот на председателот на Европската фудбалска асоциација Мишел Платини, изјави дека ФИФА побарала доживотна суспензија за неговиот клиент. Тоа е скандал и прекумерна одлука, потенцира адвокатот на Платини. Првиот човек на Европската куќа на фудбалот во моментот ја издржува 3-месечната суспензија поради вмешаност во корупцијски скандал, откако е откриено дека примил 2 милиони евра за соодветни услуги на првиот човек на ФИФА, Сеп Блатер, кој исто така е под суспензија. ФИФА објави дека конечната одлука за случајот Платини Блатер ќе ја донесе на почетокот на следниот месец. Во случај да му биде укината на французинот, Платини ќе биде еден од 5 кандидати за председател на ФИФА на изборите закажани за 26 февруари 2016 година. Времето денеска во Македонија беше облачно со повремени врнежи од дожд. Какво време ќе има североистокот од временската прогноза? Со информацијата за времето го завршуваме овој дневник. Останете со К3, имајте пријатна вечер.